Се разбира дека еден од најголемите празници, христијански празници, Великден, овозможува и создава можност луѓето да малку се одморат, да се честитаат, да бидат со своето семејство, а добра можност за време на великденските празници е да се посетат и нашите туристички места, оние кои што уживаат уживаат на планински воздух. Во нашата Пелагонија нема поубаво место освен Крушево. И верувам дека Крушево овој пат ќе биде исполнето со голем број на туристи. На линија го имаме Сотир Габеловски, лице за односи со јавност во општина Крушево. Здраво, Сотир! Добар ден, поздрав до вас и до вашите гледачи и слушатели. Верувам дека се е подготвено во Крушево за пречек на туристите кои што сакаат да го посетат за великденските празници. Ајде да започнеме со денешниот ден. Како живее Крушево денеска на денот кога се вапцуваат црвени јајца за време на Великден? Има ли раздвиженост помеѓу домаќинките? Да, секако. Ова е еден голем празник кој што опфаќа голем дел од нашата традиција. Нели е продолжен викенд во кој што очекуваме многу гости. Градот веќе се раздвижува, сите оние традиционални подготовки за одбележување на празникот се веќе при крај и можеме да кажеме дека и од утре ќе биде уште повидлива посетеноста на Крушево затоа што очекуваме туристи од целата наша држава. Ајде да започнеме со ред. Што можат да очекуваат сите оние кои што не слушаат, следат и кои што сакаат да го посетат Крушево? Што Крушево му нуди за овие великденски празници? Веќе во утрешниот ден чинам имате некаква манифестација за сите оние кои што се обожаватели на шарпланинци. Токму така, најпрво пак ќе повторам дека самиот празник само по себе се носи една своја убавина и служи како една содржина заради која што посетителите и влюбениците во Крушево доаѓаат од аспект на настани. Нели вие спомнавте утре во 11 часот имаме еден настан кој што е наменет за сите обожаватели на миленици, односно настанот е насловен како смотра на уникатни шарпланинци кои што традиционално се одржува неколку години во Крушево. Тој се одвива на местноста Гуме, каде што можат да се видат вакви типови на шарпланинци, нели за сите оние љубители, но исто така верувам дека овој настан ќе биде добро забележен и од сите оние кои што во текот на саботата ќе се движат, ќе прават прошетки кон Крушевското езеро, ќе ги посетуваат споменикот Македониум, спомен куќата на Тоше Проески и слични активности, така што овој настан е уште едно дополнување на содржините кои што тука ги нудиме во Крушево, но пред се секако нели бидејќи луѓето тука најмногу доаѓаат за одмор и затоа слушаат, ајде така да кажам, продолжените викенди е убавото време за да се одморат, да подишат чист воздух и секако да ги спознаат сите убавини природни на Крушево. Каков е интересот за посета на Крушево во овој продолжен викенд? Какви се сместувачките капацитети, кои се вашите сознанија? Во комуникацијата со дел од угостителите, некаде очекувам исполнетост меѓу 70 и 80% на сместувачките капацитети, а во текот на цел викенд очекуваме 2 до 3 илјади луѓе да го посетат градот, затоа што нели знаете има тука и многу посетители кои што еднодневно доаѓаат во Крушево, така што таа е онаа бројка што очекуваме, но нешто слично очекуваме веќе и наредниот викенд, нели за празникот 1 мај, кога исто така е продолжен викенд, така што овие два викенди очекуваме Крушево да биде исклучително раздвижено, претежно од домашни туристи, но сепак постојано исполнето.
Владата ги укина сертификатите за можност за влесеве во земјата, ги укина исто така и носењето на маски. Верувам дека тоа ќе биде причина повеќе да бројот на туристи во Крушево биде зголемен. Великден е сепак еден семен празник каде што луѓето најчесто си доаѓаат дома, оние кои што се надвор од своите домови, па се сака да биде со семејството, но верувам дека следниот викенд 1 мај ќе биде многу попосетен од страна на туристите, нашите туристички центри меѓу кои и Крушево. Сега би сакала да знам што друго би можеле да видат крушевчани за 1 мај, односно што може да се очекува, дали има одредени манифестации во овие 10 дена во Крушево, каде што пред се младите би можеле да се забавуваат. Кога се работи за младите, тука ние најчесто за продолжени викенди, кога и работното време е продолжено, особено за овој викенд, најголем дел од содржините ги препуштаме на локалниот угостителски сектор, односно на сите ресторани, кафулиња и слично. Тоа е најмногу и заради самата природа на нештата, ако може така да кажам, но и нели заради сите кризи, сите загуби кои што ги доживеа угостителскиот сектор како најпогоден во време на корона кризата, но еве ајде тука ќе наведам, имаме еден интересен настан, тоа ќе биде на 30 април, односно тоаш во Крушево ќе се одбележува денот на полицијата, па на местноста Гумења ќе има изложено многу ајде да кажам возила и слични материјали со кои што функционира полицијата, така што и тој настан очекуваме да привлече гости, затоа што за прв пат се случува во Крушево, е нешто поразлично од сите оние културни манифестации, музички настани и слично, но како што реков, сакам да потенцирам дека наш адут како Крушево е секогаш чистиот воздух, прекрасните предели кои што ги имаме, можностите за планинарење, за велосипедизам и слично, така што овие два викенди и за викендот од 1 мај, како што спомнавте, најголемиот дел од содржините ги препуштаме на локалниот угостителски сектор, со исклучок на ово одбележување на денот на полицијата, каде што сите граѓани ќе можат да видат што се случува. И за крај би сакала само да прашам како е времето, Сотир, во Крушево и колку чини еден сместувачки капацитет во Крушево ако сака некој да дојде и да резервира или веќе се е резервирано? Времето денеска е малку облачно, но нели според временските прогнози се очекува подобрување на времето и покачување на температурата. Секако затоа јас во таа насока спомнав дека очекуваме дека оние локалитети во Крушево на отворено да бидат најпосетени овој викенд и наредниот. Во однос на сместувачките капацитети, цените значи варираат во однос на тоа, во однос на категоризацијата, во однос на услугите што ги нудат. Знаете, имате места кои што нудат само сместување, други кои што нудат сместување и појадок, трети, односно тука спаѓаат хотелите, но исто така имаме она што е новитет, е што многу од локалните сместувачи нудат и понуди заедно со тандем параглайдинг, што е уште една дополнителна причина за која што луѓето, особено младите, би можеле да дојдат тука и по една цена да се сместат удобно во одреден апартман, но истовремено да искористат одреден попуст или бонус при пробување тандем параглайдинг или закуска во некој ресторан каде што гледаме таква соработка. Така што јас навистина се радувам за ваквите соработки, затоа што тоа дополнително ја проширува понудата за Крушево и овозможува една поубава услуга, една поубава понуда за сите оние кои што се заинтересирани да дојдат во нашиот град. Сотир, навистина ти благодарам за овие исцрпни информации. Верувам дека сите оние кои што не слушат и кои што не следат или кои што ќе го прегледаат и сето ова што сега го дискутиравме на нашата Facebook страна, верувам дека ќе им го привлече вниманието да го посетат убавото Крушево, едно од највисоките места на Балканот, место каде што чистиот воздух, убавата храна и добрата насмевка на луѓето е присутна и верувам дека ќе имате богата туристичка сезона овој викенд и наредниот викенд, така да верувам дека многу луѓе
пред се домашните туристи ќе го посетат Крушево. Уште еднаш благодарам за разговорот. Ви посакувам да имате убави великденски моменти и убав празник и се надевам дека ќе добидете и дел од нашето студио па да разговараме повеќе за проектите поврзани со она што се планира ова лето во Крушево. Ви благодарам многу, благодарам на можноста, честит празник и до вас и повелете во Крушево. Ко негде да те знам и во тие очи гледам многу солзи, да. Сега дај ми шанса јас тие твои очи да ги насмеам. Што биде, нека биде, ноќта ќе ги скрие сите наши тајни по празни булевари, муабети